Добар ден, со мене е Ина Марковиќ. Кажете ми, Ина, нешто повеќе за себе. Добар ден, фала на оваа можност да говорам со вас. Јас сум Ина Марковиќ, архитектот и основачот на Dina AI, кое што е првото зелено технолошко решение во областа на генеративна вештачка интелигенција, наменето за да им помогне на мали и средни бизниси во дигитализација на својот маркетинг и им помага од све во стратегија до извршување на сите дигитални маркетинг иницијативи во нивниот бизнис преку автоматизација. Како вештачката интелигенција веќе носи реална вредност во бизнисот и кои нови професии или улоги поврзани со неа ќе растат најбрзо? Во секојдневниот ден ние се соочуваме со вештачката интелигенција околу нас на секои 5 минути. Дали е тоа од употреба на ChatGPT, за пишување на текстови или е употреба дури и сега со гама презентации со вештачка интелигенција, во 5 минути вака правиме целокупна презентација. Значи вештачката интелигенција многу помага во секојдневните акции на нашиот живот. Дали е тоа во маркетинг или е во финансии или е во HR, не е битно. Во автоматизацијата што ја нуди вештачката интелигенција ни помага да може да бидеме покреативни и побрзи со нашите таскови преку ден што ги имаме. Улогите кои што се отвараат на база на оваа вештачка интелигенција, генеративна вештачка интелигенција, да кажеме, вештачката интелигенција одамна е тука. Генеративната вештачка интелигенција има многу улоги што се отвараат. Некои од нив се потехнички, некои од нив се покреативни. Јас сум човек кој што влезе во AI од креативниот аспект и вклучуваат све од prompt engineering, за кое што ќе збориме малце подетално, до кодирање со Python, до тестирање. Буквално има и улоги каде што самата стратегички карактер на човекот е потребен за да може да прави комуникација со AI системите и да знаат дали правилно размислуваат или тестирање на самите AI системи. Така да улогите се огромни, се повеќе и повеќе се раѓаат нови улоги и најубавото е што не мора да си со позадина на кодер за да можеш да влезеш во овој свет. Што треба да научи една девојка или жена за да влезе во светот на вештачката интелигенција, иако нема основи за кодирање, односно програмирање? Многу добро прашање, многу често прашувано, затоа што не сите ние доаѓаме од техничка позадина. Всушност и голем дел од нас, поготово жените, доаѓаме од покреативни улоги. Јас самата не сум кодер, али се заљуби во prompt engineering, инженирање на промптови. Тоа е кога ќе размислиш логично како треба еден систем да размислува и го поврзаш со правилен начин на инструкции преку пишување. Јас би рекла сите да се внесат во prompt engineering, тоа е еднината. Исто така од аспект на тестирање има алатки како Panda или Python кои што може да се користат, кои што не се многу тешки да се воведеш во нив, а понатаму многу се добри за да можеш да тестираш како овие системи работат. Така да дефинитивно сите жени, сите девојчиња, сите што искачаат од основно и нагоре, јас би рекла prompt engineering е број 1. Која е вашата порака до девојките и до жените? Како да се изгради самодоверба, како да се собере храброст и да се биде видлива во светот на технологијата? Многу добро прашање. Стереотипите за да се биде жена во светот на технологијата се уште се тука. Меѓутоа се малце помали од тоа што биле порано. Јас би рекла од сопствено искуство, не се плашите да бидете во собата кај што се 90% мажи. Во сите соби кај што ја идам, околу мене 90% се мажи. И од почеток тоа ме држеше малце назад. Меѓутоа кога сватив дека од тука не можам ништо да изгубам, само можам да научам, се ослободив. Што значи самата доверба и самата самодоверба доаѓа од exposure, од кога се ставаш себе си ситуација вон комфорт зоната и се ставаш меѓу светот каде што ова е реално и каде што ова се збори секојдневно. Точно тој свет е доминиран од машката улога моментално, меѓутоа многу може да се научи, многу може да се изградиш како човек кога си во овие простори и се чувствуваш способна во себе си. Значи, би рекла, идете на сите настани, запознајте ги сите луѓе, влезете во овој сектор, не се плашете ако сте жената. Има и многу бенефити да си жена во овој простор, така да all in влезете.